има вкупно 14 човека. Мали другата ми е! Мене носи! Ало, татичко! Доля прејпоне, премисиско на низ. Околу 16:30 тргнавме од станицата кај Симпо, таму пред Карпуш. Таква слика не сум видел. Поштовани гледачи, што друго денеска е преокупација во Македонија и ваша. Несреќата, незините последици, сочувството, реакциите. И инаку, овој пат свесто ја одбегнав дебатата овде во студиото, затоа што мислам дека за оно што досега беше главна тема, а тоа е прашањето на приемот на Македонија во Алијансата, учеството на Шекеринска во Брисел, доволно простор и време им посветуваме. Имавте можност и ексклузивно да гледате интервјуто на Столтерберг за една телевизија, ќе имате можност да ги проследите реакциите на Радмила Шекеринска денеска во Брисел на новинарски прашања, можност да ги чуете реакциите како Црна Гора стигна пред нас во НАТО и што се правеа како внатрешни реорганизации и турбуленции, но имам чувство дека со вас треба да споделам и личен впечаток и заедничка реакција. Дали како функционира нашите институции? Ако го цитирам мојот гостин во вестите Оливер Спасовски, кој вели дека се покажа без никакви етнички предрасуди еден висок степен на кохабитација на сите институции и на граѓанството воопшто, особено на местното население. Дел од тие реакции ќе можете да ги видите во ова отворено студио и се разбира провокацијата на прашањето што ќе го видите во рамките на нашата дебата. Мој вечерашни гости треба да бидат двајца хуманитарни работници, едниот се откажа, другиот е една од жените која ми остави впечаток со низиниот активитет и Facebook статуси. Анита Христовска, моја сограѓанка и ваша сограѓанка. Таа постираше отвореност на својот стан, за згрижување на загрижените родители, загрижените деца, роднини пред 8 септември. Таа е гостинка и добровечер. Иако не е време за добровечер, но се надевам дека подобро ќе беше, ви благодарам што дојдовте, но кога се договаравме ви остави некаков вид на фрапантност, коинциденцијата на тоа дека често сте го срекавале автобусот на оваа релација по Партизанска, бидејќи таму живеете, и асоциацијата што сте ја направиле во мигот и во минутите додека сте гледали информациите за несреќата. Што тоа ви се сметна низ главата? Па искрено, јас сум потегот вталиџа помеѓу сите мои 8 септември. За жал или за среќа. И баш тој период го шетам куќето. И прва асоциација, од кога ги слушнав сите тие настани, и мислам што се случи, прво напишав каде и зошто е несреќата. Затоа што за жал, дали како родител, како мајка, како жена, не знам. Прво мислев дека моето дете иде на скијање, не знам зашто. Мислам се изгубив во време, да. И време и зошто тоа го помислив, не би знаела да кажам. Автобусот
традиционално го забележувавте ли таа рута, вие имавте некакви конекции? Секогаш. Дури неколку пати сум патувала со тој. До Гостивар. Имам пријатели во Гостивар кои што баш со тој автобус. И секогаш бил полн? Да, дури и препол. Дури и препол. Мислам, имаше патници, имало патници, 3-4 пати сум била да стојат. Претежно млади студенти кои што секој ден доаѓаат во Скопје, вработени, секој со својата причина на препол. Тоа што ми остави впечаток е вашата Facebook отвореност, односно понуда. Од страно да речем да направите еден ан за сите што ги чекаат вестите. Но во исто време ги следевте и сите информации поврзани со сообраќајната несреќа. Имавте контакт со загрижените роднини пред 8 септември? Како тоа се оствари? Најнапред имав контакт со крводарителите, пошто сум крводарител истовремено. И оттамо чекав на повик, доколку треба нешто да се даде, да се помогне од тој аспект, барам. И едноставно прво што ми дојде дека што би му требало надпис. Не знам, ми дојде. Излет од мене. Добро. Чај, кафе, кебиња? Да, тоа го однесов околу 1,5-2 може би беше се бајле, затоа што имав грижа на совест. Не знам зашто. Вие грижа на совест? Или имавте чувство на некаква солидарност или сопателство со Да, јас извинувам, грешно се изрази. Да. Сепак беа сами, надвор беше ладно, целиот тој стрес. За жал целата таа атмосфера тамо, целото тоа исчекување, можам да замислам како им е. Можам да претпоставам само како може да биде. Имате контакт со нив? Или само поделивте чајот и кафето? Не, само ги оставив на клупата и се вратив. Стоев од страна и гледав затоа што би им кажа? Што би можело да кажа. Толку се случеше да ви тропне на врата и да ви кажат добро? Апсолутно. И се уште е отворен повикот. Се уште е отворен повикот. Ја лично и значаен дел од јавноста е прекупирана со реакцијата на граѓанството, на типот на солидарност, на сочувство и така натаму. Каква е вашата перцепција од како изгледавте, видовте непосредно, гледате? Што тоа во нас проработи или што тоа во нас не проработува во овие мигови? Иако македонскиот граѓанин и во време на мигрантската криза, затоа и повикав еден од тие соговорници, покажа висок степен на солидарност и на грижа за пателците кои доаѓаат од далечните краишта. Тоа чувство дома се враќа на домашен терен? Тоа е индивидуално. Очигледно, за жал, стануваме нешто друго тоа што очекуваме и што бевме. Мислите дека сме отуѓени? Но, крајно. Крајно отуѓени? Да. И кратки се овие моменти кога имаме привидна, да кажем, условно, зближеност. И не би посекал всушност да базира тоа на таква зближеност, но во секој случај... Тоа ми е личен впечаток. Добро. Вие сте активни на социјалните мрежи. Како ги доживувавте реакциите на оние кои на оден начин има некаква политичка конотација во реакцијата на несреќата? Па искрено јас ве замолив уште при првичниот контакт да не бидам со дотичните, условно кажано, знаеме на кого мислиме, експлицитни примери кои што се 3-4 имиња вртат во јавноста, односно на социјалните медиуми. И се дистанцирам по секој поглед и не сакам да коментирам воопшто. Мислам,
Нике ми служи на чест. Ние сме само луѓе, животот е стакво. Уште само на крај да ве прашам. Тој автобус што сте го регистрирале додека одете по Партизанска е еден ист по боја, по... Не, два. После кратко време помина уште еден. А не, во два... Истата вечер. Во едната вечер. А секој ден има различни автобуси или... Тој што проаѓа во 5, тој секој ден застанува во исто време пред сите мови, ги собира патниците и продолжува понатака. Застанува, мислам, дека уште на 2-3 пункти или места, како да ги наречам, автобуски станици. И тука видовте веќе кај сите мол дека е препол? Или дека се вкрчува? Се полни, се полни. Сега, искрено, не повнимава баш. До колку. Имате информација? Али после тоа беше празен. Вториот автобус беше веќе празен. Имаше само неколку патника. Добро, ви благодарам што дојдовте. Тоа беше нашата сограѓанка Анита Христовска, која покажа подготвено за сочувство и солидарност со роднините на загинатите или на овие што се повредени и чија здравствена состојба да се следеше од миг во миг и се следи од миг во миг и во градската болница 8 септември. Ви благодарам, Анита. Ви посакувам да имате ова, да го имате ова чувство граѓанско на само грижа и на грижа и кон другите. Јас тоа така ве доживеав преку Facebook реакцијата и за тоа ве поканив. Поштовани гледачи, не сум претенциозен дека можете да бидете расположени вечерва за политички дебати, но би прифатил и таков дискурс од аспект на тоа дали покажавме подготвеност на институции, дали имаме институции кои се грижат за другите да се грижат, што значи исправност на автомобили, автобуси, лиценцирања и така натаму. Останата информација која министерот Спасовски ја кажа вечерва, меѓу другото, освен политичките, неговите лични обсервации околу солидарноста и граѓанството, е тоа дека вечерва полицијата, обвинителството ќе разговара со шоферот на автобусот да ги види можните причини од субјективен агол со управувањето со автобусот. Анита Христовска ќе ја испратам како соговорник. Уште еднаш ви повторувам дека требаше да дојде уште еден кој беше препознатлив како хуманитарец и за време на кризата и сега при помошта на спасувањето на дел од граѓаните кои настрадаа во автобуската несреќа. Во овој момент телефоните се отворени и јас би посакал да разговараме без тензии и со почитување на мигот. Режија, дали нашите телефони се подготвени, дали нашите гледачи би сакале да разговараат? Дали има гледач? Доколку телефонските линии се уште не се загреани, а прашањето е граѓанството и солидарноста во несреќата, што ни покажа како реагиравме. Јас ви предлагам да видите како реагираат дел од гостиварчаните со пред камерата на нашиот Игор Стефановски. Па тешко. Тешко, тие се наши сограѓани. Катастрофа. Трагедија невидима. Да. Од судбина не се бега, само што да се прави. Па млади луѓе, како ти кажа, ова е за еден град да одат 14 или не се знае уште бројката, 20 души, ова е шок, да ти кажам право. Слушав од куќата и стигнев за една минута со возилото и на брат ми детето. Имаше многу повредени луѓе, млади од Скопје што се вратија за гостивар. И возачот на автобус што се превртел тука беше на самото место во асфалтот. Јас му дадов првата помош на возачот. Дојде до свестување и го покачив во моето возило. Со моето возило и уште 6 души сум ги превезел
до војна болница беа живи, многу беа измачени. Таква слика не сум видел. Да видиш луѓе што живи и не може да ги извлечеме од автобусот, тоа најлоша слика. Në radhë të parë, familjeve të njerëve u dëshiroj të kenë dorim, ta të kalojnë. Како прво на фамилиите на починатите им посакувам да имаат што поголемо трпение и да го преболат ова што полесно, иако болката е многу голема, неопислива, и јас како сведок на оваа трагедија им пренесувам сочувство. Во 16:15 часот излегов од работа, од Министерството за економија, и околу 16:30 тргнавме од станицата кај Симпо, таму пред Карпош. И тргнавме по пат. И само се сеќавам дека сум бил седнат на третото седиште, не од страната на возачот, туку на другата страна. Само нешто почна да тропа автобусот и приметив дека нешто не е во ред. И станав на нозе и реков да не заспа возачот или нешто друго да се случи. Го видов возачот беше стегнат по воланот, се потрудив да скокам кај возачот да му помогнам да го држи правецот, но на тој момент тој го губи правецот и помина на другата лента на правецот Тетово-Скопје. За среќа немаше други возила на другата лента и само се стегав за столот. Само го памтам моментот кога автобусот се судрил со асфалтот. Памтам дека во моментот кога застанал автобусот, излегов преку прозор и го имам повредено само овој дел од раката и тука имам нешто за што треба да ги добиам снимките во воена болница да видиме што има. Ова беше Божја волја и за среќа немам поголема рана. Памтам дека имаше еден од Албанија кој не знаеше каде иде во Гостивар. Го прашав кој беше, но не знам кој бил. И така бев еден од првите излезен од автобусот. Видов некои луѓе од кафаната тука трчаа со брзина. Само памтам дека некои 4 лица беа превезени во еден голф и други приватни возила. Овој наш сограѓанин изјавата ја даде пред, како што забележите, за телевизија Клан, а му благодарам на мојот колега Лилим Дулови, кој ни овозможи и посредуваше да ја добиеме и да обезбедиме симултан превод на изјавата на овој службеник инаку на Министерството за економија, кој секој ден патуваше на релација Скопје-Гостивар. Добро вечер за нашиот прв гледач. Јас се извинувам, тоа прв пат го кажувам и од сега нема добро вечер, само велам повелете. Добро вечер. Први сочувство до фамилиите на загинатите и побрзо опоравување на другите пациенти, изгрижени во оваа тешка трагедија што ни се случи на Македонија. Прво, мој заклучок е дека се сите потресени, без разлика. Значи, овде ги оставаме настрана националности, партиски, не треба воопшто ни да се размислува на таа тема. Човечкото треба да е пред се. За мене искрено се херои сите жители на тоа село, каде што се случи таа сообраќајна несреќа, кои сесрдно помага и праве на човечки напор. Јас видов некои снимки по интернет како луѓето со голи раце се обидуваат да ги спасат, знате, патниците. Голема трагедија. И воопшто не можам да разберам како може некој во ова да критикува или било што. Добро. Иако од секој тежок момент во животот некогаш излегуваме посилни, излегуваме поумни, ако ништо друго да учиме на и врз тагата и врз реакциите. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, јас сум. Почитуван колега Чамовски. Најнапред да изразам искрено сочувство до сите семејства кои ги загубија своите најблиски. Сочувствувам со сите, знам што значи тоа, бидејќи пред 14 години изгубив две суштества на 7 и 10 дена старост. Знам каква болка е тоа. Посакувам сите да соберат сили, да пребројат оваа несреќа, а на оние кои се јавуваат
и сеат во најтешките моменти омраза. Не им пожелувам вакво нешто да им се случи, меѓутоа ги молам да го размрдаат мозокот и да го сменат својот однос кон сите луѓе и во Македонија и воопшто во светот. На никого ништо лошата мисла не му носи добро. Дајте рака еден на друг. Дајте рака, дајте убав збор. Да помогнеме во овие тешки времиња. Да помогнеме еден на друг во периодот што ни престои. Лошото на никого не му носи добро. Ги повикувам сите представници на политичките партии, водачите, да го сменат својот однос меѓу себе си и кон сите луѓе. Да го сменат вокабуларот на кој разговараат, да не ги гледат личните интереси. Населението, народот, кога велам народот, мислам на сите граѓани на оваа наша мала државичка, бидејќи народот меѓу себе не се мрази, се почитува, си помага. Водачите на политичките партии, водачите во собрание, во влада, во разните комисии, да сменат она што се случува овие денови низ Македонија, овие неколку месеци, посеа омраза и со пари за помош на средни и мали предпријатија, и со пари за помош на институции од културата, ова не личи веќе на држава. Се боревме против еден режим, доживеавме друг режим кој оди во многу погрешна насока. Ако вака се проложи, ниту НАТО, ниту Европска Унија ќе не значи нешто. Упатува молба, искрена молба до сите водачи на партии. Смирете ги вашите вжештени глави. Смирете ги. Одам неколку пати во влада. Молам директен прием кај господинот Заев. Ми викаат, напиши што сакаш да зборуваш. Јавно порачувам дека мојата мисла, мојата желба за разговор нема никој од тие таму што седат во тие канцелариички да ја чита и со неја да се изживува јавно. Добро, ама тука морам да ви забележам една перцепција. Веројатно како вас и добронамерни има десетици, стотици. Сепак елементарна култура е ако барате кај некого прием, а не го познавате, му кажете зошто сакате да се сретнете. Никој не ви мисли зло ако кажете... Јас да ви кажам само. Извинете што ќе прекидам. Секогаш на пријавница, ја кажам мојата лична карта. Добро. Секогаш. И тој човек што е на пријавница, најучтиво, не, сепак напишете. Може да се јави кај соодветната личност горе, која врска меѓу премиерот и странките, и да каже, човек ваков и ваков сака, од овие причини не сака да напише ништо, да се заведува по архиви, јас немам што да кријам. Може да дојде придружба и од службата за обезбедување, и од првите негови соработници, јас пред секого ќе кажам, али пред премиерот. Напишано, после тоа доди секој да се поигрува и тие списоци бидејќи излегуваат. Сите доставени материјали таму излегуваат. Јас сум убеден во тоа. Со вас сум колега од една фирма од порано и знам како да тие работи. Добро, фала ви многу. Благодарам многу што ме сослушавте. Уште еднаш искрено сочувство до сите семејства која доживеа ова трагедија. Добро, благодарам многу. Добро вечер, односно, поверете. Sejedno, моториката ми работи на тој план колку за повик за оваа дебата, граѓанството и солидарноста во несреќата со сите предизвици како реагиравме. Јас многу сум емотивна и овие 2 дена избегавам да гледам и слушам. Само ми дојде на мисла брзината на извлекување на болните, ранетите. Значи,
Не е битно колку брзо ги носиш, него колку сручно ги извлекуваш. Сум гледала многу катастрофи и се тоа, и од прва помош што сме учеле. Значи не може секој да грабне и да влечи, да носи. Многу луѓе тогаш највеќе настрадуваат. Страдаат при влечење, нестручно. Па сега ми дојде една мисла, нели имавме порано некоја си служба за брзо спасување, нешто така. И имавме вежби СВОС. Не, имаше служба направена за време на бившата влада, да речам, за брзо спасување на интервенција на вакви случаи. И сега има таква агенција за кризи, има свој директор, за таја и кај поплавите и деновиве не ги гледам дека се на терен. Значи, ништо од тоа, би сакала некој да повикате што е стварно стручен, или медицинско лице, или што и да е. Значи, еден човек да го видите на улица, не може туку така да го земете и да го пикнете у кола, а не знаете што има скршено, што се случува со него. Поарно да лежи пола сат, да дојде брза помош, него ли така брзо извлекување, значи при извлекување настануваат големи штети. Толку. Добро. Таа мисла ми се вртеше овие 2 дена. Ви благодарам, мислам дека сте со резонабал и медицински и очигледно, но знаете како луѓето кои ќе ги зафати една стрес и една психолошка состојба да помогнат да реагираат на лекање и така натаму, не секогаш мора да бидат едуцирани или да ги знаат овие детали, дека е подобро да ги положите и да ги чекате стручните екипи. Следниот гледач. Ало. Да. Добро вечер. Да, повелете. Бари не е добро. Сви на изјавата. Би сакам прво соочувство, така, до сите фамилии на загинатите. Се најдобро на повредените, Господ здравие да им дава. Само ве молам, малку исклучете го телевизорот, зашто директно сте вклучени и да нема фонија. Во ред, еве. Благодарам многу. Вака. Значи, сочувство до фамилиите, до сите, бидејќи имам тука и колеги кои, неслично загинаа. Дали, се извинувам што ќе ви се обратим на ти, чому? Дали се согласувате и што мислите за изјавава на Милинковски? Што мислите за такви изјави? Дали до ваква несреќа имаше потреба од вакви изјави, вакви увреди, ја ги наречувам увреди? Учествувавме и ние некако на некој начин во тие спасување на тие несреќни сироти луѓе. Мито дали мислите дека ја воред? Не, чисто го сакам вашето мислење. Не, да ви кажам право, немате потреба да ме прашате, бидејќи моето мислење му е познато и на тој што го спомнувате, а и во јавноста. Јас сум ригидно против таквата перцепција од вакви настани да извира шишето на омраза и духот на нетрпеливост или на било какви паралели. Искрено речено не знам што имаат напишано, барем како вие го викате Миленковски, но продолжите понатаму со вашите... Не Велковски, се извинувам, говорете, ме разбрате што се... Добро, знам, ве разбрав. И да престинеме да не ги коментираме. Повелете. Да, така, значи уште еднаш се најдобро на повредените, дај Боже сите добро да видат, сочувство до сите загинати. Значи, не гледаме на нити националност, нити далеко од тоа. Тоа само болни умови може на таква трагедија да политички ги вртат работите. Добро, следниот гледач. 21:58 следите отворено студио, граѓански форум, темата ви е видлива, гледлива. Се надевам дека имам разбирање ако не сте многу расположени во ваква ситуација да рецензирате, анализирате
соопштувате, но уште малку да ви дадам, односно еден телевизија да се одолжи кон своите гледачи за нивните реакции. Повелете. Ало, добро вечер, викам. Да. Прво да им изразиме длабоко сочувство на фамилиите, на загинатите и побрзо закрепнување на повредените од оваа трагедија. Во сета оваа трагедија, кај со пожарникарите гледам дека пожртвовано се понашаа, меѓутоа во ниедна изјава Славове, слушам, нешто не ви чини телефонот. Добро, додека не се вклучи уште еднаш гледачот. За следниот или за наредните кои ќе се вклучат, една моја обсервација која ја забележувам, а тоа е дека овој автобус на оваа релација во ова време станува традиционално полн со граѓани, со студенти, со пензионери, со IT инженер кој загинал, со, еве го видовте изјавата на вработениот во Министерството за економија, со гостиварчани кои работат во Скопје и живеат во Гостивар, што покажува на оден начин не само некаква, да речем условно символика, туку и некакво прилагодување на нови стандарди дека Гостивар не е далеку, дека има подвижност на работната сила и дека не е тешко да се патува и половина саат за да се дојде до работа и во своето родно место. Добро вечер, или повелете? Не знам и јас дали е местото за добро вечер. Да, повелете. Извинете. Само би сакала да ги замолам сите што се јавуваме. Без да видиме вечерва хумани. Почит спрема починатите, почит спрема оние што се болни во болница, имаат семејства, фамилии што се потресени. А ние сега исправаме, така да кажам, кривидрини. Било ова, било она. Бар да се стрпиме вечерва, утре, да им дадеме можност да се во тагата, во болката, да сме малку хумани. Да внимаваме што ќе кажеме, кого ќе го осудиме, кого ќе го оправдаме. Изгубија луѓе. Тие што се во болница и тоа е потресено. Тој таму што лежи во постела, тој таму што е пред болница, што чека информација. Мислам, само заради тоа се јавив. Вчера и не ни бевме синоќа свесни што се случило, ама од Сабајлево, значи вестите, од она што го читавме, тоа е страшно, трагедија се едно за кој дете ни отиде, дали наше, тука нема мое, твое, тие се нашите деца, болката е на сите иста. Би ги замолила останатите, што имате времето, нека внимаваат малце, да им дадеме малце подршка на тие луѓе. Бар да не ги слушат овие погрешни зборови. Напаѓањето, имаме институции, имаме затаила, не затаила. Ако затаила во тој момент, денес, утре, ќе откријат, ќе се најде. Што е причина, што не, дајте само на тие луѓе малку да не им доставаме уште повеќе болка со зборови со нашите нагаѓања секојдневни што си ги правиме. Благодарам многу. Благодарам и вам и на овој сенс за смирување, да речем условно, на страстите. Иако морам да ви признам дека јас следам дел од социјалните мрежи, следам и реакции во јавноста, за разлика од малцинството кое додаде една политизација и национализам во реакциите, мислам дека доминантното граѓанство, доминантната јавност ова го сваќа како битка за сограѓанинот, солидарност за сограѓанинот. Тука ми беше гостинка, една моја сограѓанка од истата населба, која на социјалните мрежи го отвори свој стан за прием на дојденците од Гостивар, доека чекаа пред болницата, им однела кафе, кебиња. Добро вечер. Или, извинете, повелете. Да. Нема да го кажам тоа што се кажува секогаш. Прво сочувство, искрено да ви кажам, можат луѓето да зборуваат што сакаат, меѓутоа јас како граѓанин видов дека народот е многу тажен. Тажни се луѓето по улиците, во продавниците, нема движење. Значи сите седиме пред телевизорите и сакаме да слушнеме некои вести. Во секој случај мислам дека 90% дека луѓето се хумани и се тажни.
Сега, има некои кои што сака да си го искажат револтот, искомплексирани, вакви, такви, секакви, меѓутоа тие прво самите себе, јас мислам, не се почитуваат, не се почитувани од другите и сакаат да скренат внимание. Меѓутоа имаше многу на социјалните мрежи луѓе кои што ги отворија вратите за да им помогнат на луѓето што се тука, да бидат по нивните станови, така да мислам дека постои хуманост во нашата држава и секој Добро. Имавме мал прекин во комуникацијата, но во секој случај важната сршта ја разбравме на вашата порака. За следниот гледач, отворени се микрофоните. Добро вечер. Да, повелете. Прво сочувство, значи, за загинатите и желби за побрзо оздравување на сите што се наоѓаат во болница во моментов. Имам еден предлог. Би сакал јавно да им се даде една, како да кажам, на награда, едно признание на сите луѓе што се најдоа во почетокот и што ги спасуваа луѓето. Се мислам на граѓаните, на луѓето што беа во близина на настанот, култија, во селата кај што се деси ова. Дали, не знам под која општина спаѓа, меѓутоа би требало да им се даде како медал за храброст на тие луѓе и јавно да се тоа каже, бидејќи тие стварно дали струцо или колку што знаеле, умееле, сепак дошле во првиот момент и биле со луѓето кои се повредени внатре, ги влечеле на како и умееле. Може у тој автобус и да се запали. Значи, затоа огромна храброст покажале и солидарност. И ми е драго што паѓа у вода секаква политика, партии, кои биле, што биле, излезе конечно на човечноста што имаме ние македонците внатре. Толку благодарам. Добро. Добро, односно отворим микрофоните. Еве, сега наоѓам формулација да... Но, ќе ми простите за механиката во говорот со добро вечери. Поштовани, отворени ви се микрофоните, прашањето го гледате, повелете. Ало? Ало? Поддржувам двете дами преска што дискутираа и во право се што кажаа дека малце треба повнимателно да бидеме во овие тешки моменти. Единствена работа што овие денови не покажа е треба да се случуваат несреќи и трагедии за да ја покажеме нашето единство и солидарност. Повикот за дарување на крв, денеска и јас се озвав во воената болница, односно 8 септември, каде што главната сестра, на некој начин ме изненади позитивно, кога со мене уша неколку лица не врати и не рече, дојдете од понеделник, имаме преголеми залихи на крв, немаме каде ги складираме. Еден хуман гест, може би во еден многу тежок момент за нашава нација, воопшто за Македонија. Сето ова треба да извлечеме една поука, дека треба да се организираме, како што трагедијава не соедини не организираше. Значи, треба да се организираме и за многу побави работи да се случуваат во оваа држава. На активностите вчера и денеска покажа дека никој во моментов не го постави прашањето од која нација, вера, религија, партија се луѓето кои што беа во автобусот. Сите се жртвуваа да спасат човечки животи. Апелот што преска неколку мина од лицата што се јавија го поддржувам. Значи, време е да се тргне напред, од оваа трагедија да се извадат заклучоци, којто само единството, нас како држава, како граѓани во оваа држава, може да ни извади од сета оваа ситуација во која што се наоѓаме. Сочувство за семејството на загинатите
и со искрени желби за побрзо оздравување на повредените што се наоѓаат во клиниките во нашава држава. Ви благодарам на времето што не го отстапивте и ја поздравувам вашата храброст да отворите на ваква емисија отворена во едни вакви тешки моменти. Добро, ви благодарам многу на стимулацијата. Јас ви се одолжувам со мал коментар кој би ги стимулирал ваквите гледишта што повеќе, но некој рече награди за луѓето. Мислам дека награда за човештината речиси и нема. Таа е исконска од, како би рекле народот, од Господ дадена. Прекинот на линијата значи дека следниот соговорник на следната линија треба да биде вклучен. Да, повелете. Да, повелете. Дали сум во програма? Да. Добро вечер. Поздрав. Пред се сочувство до фамилиите. Сочувство комплетно од цела Македонија која сочувства со овој тежен момент. Овде е едно лице кој има доживеа на таква несреќа. Му пожелам најдобро здравје на тие кои се повредени, најбрзо да излезат од болниците, да заборават нови тешки моменти, поддршка, ова да види полука, дека нема, дека на сонце не грее сите. Треба да поттикне љубов, разбирање, толеранција. Тажен момент и пред се поддршка до фамилиите да издржат и без многу коментари, негативни коментари и да не ги забележуваме, едноставно да ги игнорираме тие такви елементи. Секојаш ги имало, че ги има. Млади животи се во прашање, останати се млади животи кои имаат и своји деца, тие се сепак челат, представуваат нешто. И македонската, и албанската мајка, и сите мајки, значи тоа е момент каде треба да прекиниме, значи ова е момент на тага, на бол и нема потреба да се нарушува сето ова. Значи, уште еднаш утеха, само утеха. Поздрав и едно големо благодарам и за граѓаните на Скопје кои се одвоена тоа што даруваат крв, кои ги отворија своите семејства, своите куќи, домови за помош. Ова значи дека сме на вистински пат и во овие тажни моменти да гледаме кроз тоа светло. Да запамтат дека еден е животот, нема реприза, да се почитуваме, да се сакаме, да имаме љубов. Затоа што на крај се завршува вака, затоа уште една голема утеха до фамилиите, не знам повеќе што да кажам. Господ да ги чува, да фамилиите, Бог да ми даде мир. Тоа е, не можам повеќе да зборам, да поздравам. Благодарам. Во првиот налет на реакциите на социјалните мрежи, на кои морам да признам дека не останав ни јас индиферентен, под контекстот беше стравичен. Како да имаше потреба во автобусот да бидат само албанци. Кога се свати дека тоа се граѓани, сограѓани, кои патуваат секој ден до своето работно место, до своите студии, до својот спортски клуб на релација Скопје Гостивар и обратно, и дека таму меѓу загинатите, меѓу повредените, не велам дека се подеднакво, но има голем број од двете етнички заедници, од 3 етнички заедници. Во тој момент се прашувам и ден денеска. Дали би останале на истиот дискурс на сваќање и фашизоидност на идејата и на паралелите со еден настан, вклучувајќи го и овој настан. Но, еве, тоа би било одговор сега што на одреден начин излегува од мене на оној претходен наш граѓанин кој побара, да речам условно некако моје гледиште за некаков статус на еден мој поранешен колега. Следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Застрепасен сум од гледката и се уште не можам да се совземам
од тие немили сцени, немили слики, но се прашувам дали на нашиот народ треба нешто да се случува вака, да доаѓа до, односно да се истакнуваме како хуман народ. Зошто да заборавиме кога немаме вакви трагедии и тогаш да се однесуваме како луѓе, да помагаме, дека сме се создадени сите од месо и од крв, дека болката е чувствуваме сите заедно, болката колку и да е тешка или мала, нас сите не боли. Зошто, впрочем, секогаш треба да има нешто лако, па да доаѓа до израз нашата хуманост и човеченство. Првиот момент, првиот миг, кога се дозна за трагедијата, не сакам да спомнам сега име, некој на своите статуси на Фейсбук објавиле некакви си недолични, не туку недолични, туку нехумани статуси, без да знаат дека во тој автобус има хетерогенен народ, има од албанци, македонци и сите што сакавме да помагаме и да се подразбираме заедно да помагаме и да се справуваме и во вакви ситуации. Некој дури сакаше да предложи и орден на храброста на луѓето кои први стасале таму. Јас мислам дека е како да кажам, обврска на сите нас, без оглед и без разлика кој, како и да е, во такви ситуации, во такви мигови, да дадеме се од себе. Така е. Хуманоста не произлегува со афирмација на чинот за да се добие признание. Тоа е исконско од внатре и затоа мислам дека беше таква реакцијата на граѓаните, селаните, на докторите и сите други кои беа вклучени. Само еден момент, бидете љубезни. Ќе ви прочитам еден, еве сега го читам, изјава на пожарникарот кој прв влегол во автобусот за вечер. Гледката беше морничава. Миризот на свежа крв ме заприскуваше во носот. Го нема времето да размислувам за моите чувства. Во тој момент го молев Господ да ми даде сила за да можам да спасам колку што е можно повеќе луѓе. Тоа е пожарникарот кој ја даде ова изјава за Вестникот вечер и кој меѓу првите влегол во автобусот. Повелете, почитуван. Така, пожарникарот го знам, го познавам, бидејќи јас сум од Тетовско. И во тој миг пожарникарот не успеал, ниту се обидел да препознава некого каква националност, кој е, од каде потекнува. Туку тој во тој момент видел можност, му се пружила можноста да се покаже што посилен, што појак и кој прв да му доаѓа при рака да спаси еден живот човечки. Добро. Да спаси се што е можно да се спаси во тие мигови, знаете, јас, не дај Боже, не сум ни се прашувал додека би се нашол на една таква ситуација како би реагирал. Односно, човекот му доаѓа некоја сила и се обидува со сите задни атоми да спасува што е можно да се спаси. Без оглед и без разлика каква националност, каква боја и вера. Добро. Ви благодарам, почитуван следбенику на еден телевизија и на овие ТВ дебати, на овој граѓански форум. Многите интереси во овие мигови да кажете својот став. Јас нема да бидам претенциозен дека треба ова да биде долга дебата. Еве, 22:18 и 19 до 22:30 ќе бидеме заедно и ако имате интерес, повелете, отворени ви се микрофоните. Следниот гледач.
Да, во програма сте. И ова нека биде некоја минута на респект кон жртвите и загриженост за битката на преживеаните. Повелете. Добро вечер. Да. Вака, јас сум потресен од настанот кој се деси, трагедија за цела Македонија. Но сепак вакви сточувања да нема повеќе, бидејќи сум професионален возач, фирмите кои обавуваат дејност превоз на патници и стока, треба да се подложни на секој 5 одредени дестинации да имат детален сервис. Но газите на фирмите си даваат за право да немаат трошок, дури и нерегистрирани возила да пуштаат гуми за зимно време, место они возат детни, да не речам како опинци. Така да возачите ги ставаат во небрано, а и патниците кои плаќаат билет за одредена дестинација. Тука ја гледам најголемата бина на транспортерите. Така да треба највише тоа да се обрне, несреќата се десила, не може да ја вратиме назад, со сигурност, секоја чест првите луѓе што помогнале и што помагаат и ден денес, и утре ќе помагаат, но сепак треба владата да преземе мерки да ги стисне сите јавни превозни средства. Почне од градски сообраќај, па меѓу градски сообраќај, па меѓународен сообраќај, па и транспортен, што вршат транспорт, било каков, фирмите мора да има технички преглед детален, како што е на Запад. Ако направи возилото 5 тури, тој мора да оди во сервис, да го прегледа сервисери одредени за сите можни проблеми кои може да настанат. Апсолутно се согласувам. Со таа разлика што сакам да ве запрашам и да искоментираме што правиме со физичката подготвеност, со здравствената состојба на вас возачите, бидејќи сте професионалци, вие сепак возите и... Затоа, да. Физичката способност на професионален возач се состои на секој 6 месеци преглед. Која фирмата треба да го плати тој преглед, меѓутоа, за жал кај нас, кај што не е во Западот така, го изоставува тоа, само да не платат одредена сума од 600 или 800 или 1000 денари, и затоа доаѓа до вакви ситуации. Јас имам 55 години, значи, тие фирми бараат многу помлади возачи, кај што у денешниот закон вика вака: ако лицето положило на 20 години, може да вози само Б категорија одреден период. Па тие намерно ги примаат, па со некаква врска си тераат на работа, па лице вика повозрасно од 60 години, такви дестинации не смее да вози. Тие пак ги стават на 60 години. Најголем проблем е да тие лица кои управуваат со одредени возила, превоз на стока, на патници и така, треба да имат на 6 месеци, значи, преглед, кај што ќе ги прегледуваат стручни лица, медицински лица, дали тој е способен да вози или не. Тоа ти исто кој спортска медицина. Ако одите на спортска медицина, ако ви најдат најмала грешка, вие мора да ја поправите грешката за да можете да продолжите да тренирате. Тоа е исто и со превозот. Меѓутоа, за жал, кај нас, тоа не се случува затоа што со тоа си заштедуваат фирмите пари, огромни, не е еден возач. Сигурен сум, една фирма нема еден возач, но го има повеќе. Така да, тука е најголемата трагедија.
А тоа што се деси на никому не посакувам у цел свет, нити пак и нас, но не можеме да вратиме. Али од сега натака, нека поведе власта рачун дали е Дурмотус, дали е пролетер кој не постои, дали е некоја фирма, не сакам само да именувам, мора да ги стегнат да се плаќаат технички преглед како што треба и да се има собствен механичарски сервис, кај што ако гостивар Скопје вози, направил денес 4 тури, по четвртата тој мора да влезе во сервис. Добро, вклучувајќи ги и здравствените билтени на возачите, така? Тоа е комплексноста и комплетниот аранжман. Да. Од и у денешно време е темпото на живот премногу брзо. Премногу брзо се движиме, премногу брзо напори ни стигнува, нервози. Секој има нервоза. Нема некој човек без нервоза. И од таа причина доаѓа се. Губи контрола, ќе му пукне гума, губи контрола. Ќе откаже сервоволанот, губи контрола. Од и од тој момент не е едноставно само да седнете да возите и ќе возите. Имате голема одговорност пред патниците, па после пред фирмата и пред возилото. Благодарам многу за ова фина стокмена анализа и серијата на сугестии. Следниот гледач, повелете. Ало? Да. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Како професионален новинар, сочувство до фамилиите, брзо оздравување до болните, повредените. Јас имам една примедба. Сите автопревозници, дали се на автобуси, дали на теретни камиони, шоферите ги осигуруваат на 20%. Уствари 20% неделата 20 часа. А возат шоферите не 20 часа, возат во денот по 10, по 8, по 2. И зато иди до ова. Неисправни автобуси, градски, приградски, меѓународни, неисправни, ќе го поправи малце нешто, едното, другото. Се согласувам со тој претходниот гледач дека и гуми летни му клават, менјачи неисправни ќе го земат поевтин турски менјач, некои се кршат, заглавуваат. Но најбитно е психичкото стајање на шоферите. Ако треба да оди шоферот да врши еден преглед, дали е психички, дали е здравствено, мислам, добар, газдата не плаќа. Бидејќи јас работев во една фирма, книговодствена, каде што му водев, многу сум вознемирана, дури се тресам од жал. Му водев книговодство на една многу јака автособраќајна компанија, која од еден од два автобуси сега се направи со 50 автобуси, со 30-40 компина, превоз вози претежно, ќе кажам, Рейк, Кромберт и Шуберт, за во Прилеп, ГМТ, од каде тој толку пари? Парите се сите што не му плаќат на шоферите, шоферите возат и нервозно, и болни, и се фрустрирани од самите газди. И не сме да каже, ако каже еден збор или два, ќе го избркат. А тој фамилија треба да гледа. Зато иди до овие собраќајни несреќи, незгоди, не убај, за сите без разлика, сите сме од крв и од месо, сите душа носиме, не игра верата, не игра ништо. Треба собраќајните инспектори да преземат големи, строги мерки, проверување, контроли на автобусите, дали се исправни, не се исправни. Јас, кога се деси во Србија првата собраќајка на евро, не знам како понатам се вика таа фирма, во 5 сато сабајлето, слушам српски телевизии, хрватски, во 5 сато сабајлето јавија кај Лесковац, кој беше собраќајката. Толку сум потресена, затоа што знам шоферите како се возени на голем ризик, на многу неплатени,
ќе му дај 200 евра, ќе го натера не знам колку часа денес да вози, ќе оди од Себајле во Рек да ги однеси работниците, во 1 сат ќе оди да ги однеси во Кромберт и Шуберт работниците, во Прилеп треба да ги врати, од Прилеп идат во Битола, во Кромберт и Шуберт да работат. Тој шофер денес работи 10 сати, а е осигуран на 20 сати. Добро, благодарам многу. Добивме една друга димензија на манипулациите на газдите со превозот. Поштовани гледачи, привршуваме само две информации кои ги читам на нашите портали. Градоначалникот на Гостивар по посетата овде во Скопје на повредените изјави дека се имал информации за 15, има конечна информација дека официјално се 14 загинати, освен, не дај Боже, овие тешко повредените. Промената е во презимето што причинува забуна околу бројот на загинати, значи официјално 14. Она што министерот Спасовски во еден ТВ го изјави за нашиот ТВ Вестник, ТВ Дневник, е дека вечерва полициските и обвинителските органи истражни ќе разговараат со шоферот за неговите сознанија, за неговите согледувања како се случила несреќата и на што се сеќава. Имаме простор за уште еден граѓанин и со тоа би ја завршил дебатата и по тоа следуваат прегледот на последните информации. Повелете. Добро вечер, Чомовски. Добро вечер. Значи, во однос на солидарноста на граѓанството, навистина покажавме дека сме на високо ниво, многу повеќе од други што треба да бидат. Тоа што вика нашиот народ ќе не биде. Јас би сакал да се осврнам на кратко на овој проблем, анулирајќи ова сега возачот каква состојба здравствена, услови на патот, каква им е фирмата и така натаму. Во однос на техниката на возниот парк. Факт е дека ние во Македонија имаме катастрофална состојба. Кога ги гледав оние пожарникарите со ФАП напред ознака од пред 50 години, па ги буткаат за да запалат, можете да смислите сега од лесни коли преку камиони, автобуси, железници и така натаму, во катастрофална состојба не се. За да се, кога ќе случи ваква несреќа, тогаш се бара одговорност. Каде е сега според нашата законска регулатива? Станиците за технички преглед. Тој констатирал дека е исправно возилото, година дена чини, не чини, не го интересира. Дури и прашање дали дал соодветна согласност. Мене посебно ме тангира проблемот на неисправно возило, зашто нема старо возило, има исправно и неисправно. Старо неисправно возило, кој ќе го врати на поправка? Кој тоа го поправа возило? Па ние сите знаеме, кој стигне. Ја ќе ви кажам, сива економија. Не може, сакаме, па знаат сите во Европа како се прави. Овластен технички сервис со документ дека тој дел, еве, не дај Боже да испадне воланот кој ќе покаже машински таму. Кој не видел дека воланот не е исправен? Значи, ако мајсторот го поправил воланот, тогаш тој ќе си биде чист. Ако технички преглед не го видел воланот, тој ќе одговара, ме разбирате? А не сега ние ќе почнеме, овој бил виновен, оној виновен, па политика, па меѓуетнички односи, ме разбираш? Ова е чиста техника, како и во многу други области. Овде треба да се фати ред во оваа област на тој начин. Технички преглед и регистрација и исправност на возилото само со овластен сервис и точка. И сивата економија половина ќе биде решена, да знаете. Благодарам. Благодарам. Го фативме вториот дел од прашањето, иако при крај на нашиот граѓански форум, што ни покажа несреќата и како реагираат, да речем, сите институции или сите компании или сите поединци во ваква ситуација. Ако забележавте, за мене е запрепестувачки просториите на автобуската компанија
да бидат, или на туристичката компанија денеска да бидат затворени во Гостивар. Ако ништо друго, нека гледаме од запад дека замислете на авионска несреќа да не се појавува никој од компанијата која го има во посет или во летање авионот, а се случила голема катастрофа. Мислам дека тоа е дел на нашиот, да речем условно, провинционализам во логиката со управувањето на компаниите, на фирмите, на поединците. Јас лично, токму заради тоа што денеска беа затворени просториите на ова автобуска компанија, чиј автобус настрадаат толку луѓе, би ги одзел лиценцата за натамошно превезување на патниците, ако ништо друго, барам како елемент на опаматување на нивните газди, на нивните менаџери, на собствениците, на шоферите, за памет, меѓу другото, и на другите. Последниот гледач и би ви замолил да имате разбирање дека нема потреба дополнително да ве вознемирувам со тонус и со коментари во овие мигови кои на моменти можеби побаруваат од сите нас и помалку тишина. Повелете. Добро вечер. Во програма сте, ве молам намалете го телевизорот. Добро вечер. Пред се слушалство за починатите, немам зборови, јавив само да малку придонесам колку може да се каже во овој момент. Кој се вози, кој се добива лиценци за работа. Мислам, навистина во најнормални услови да се случи ваква катастрофа е навистина no comment. Секоја чест за граѓаните на селото Ласкарци и се придружувам на претходниот гледач што рече треба да се одаде барем некоја награда за нив. Благодарам, пријатно. Добро, мислам дека наградата е се и ваквите реакции на јавноста кон нивната приватна мотивација, нивното искренско чувство за хуманост и реакции. Поверете, ако уште некој има, но во секој случај, поштувани гледачи, завршуваме со овој вечерашен граѓански форум. Речи? Толку е. И мислам дека е тоа знак дека треба да се одјавиме, не заради друго, туку ноќта да ни биде помирна, разумот да ни биде почист, сите заедно да размислуваме дека ова држава може да биде било каде, да биде тргната било каде само со ред и поредок. И тоа без страф, без предрасуди, со решителни законски акции и со решителна подготвеност на институциите да се спроведува редот, поредокот и правото. Се додека толерираме, се додека од ова несреќа мислиме дека можеме да ескивираме со вината, не сме направили. Не дај Боже, следната нема да не опамети, само ќе не натовари. Јас ви посакувам добра ноќ. И следете го и натаму каналот на 1 ТВ, следуваат вестите и другите содржини кои се прилагодени на оваа дводневна жалост посветена, односно изведена поради загинувањето на 14 повредени и на десетици кои уште се борат со последиците, па и со животот во скопските клиники.